Во Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Битола по повод Меѓународниот ден на заштитата на културното наследство беа промовирани книгите Сенки на Фениксот, Дзидното сликарство од Долно Егри и Црквата Свети Димитрија во Долно Чарлија, чиј автор е историчарот на уметност Ристо Палигора. Ние кои што живееме овде во Битола многу добро сме запознати дека во 2013 година, во август 2013 година, изгоре црквата во Долно Егри, се случи една катастрофа, целосно се уништи инвентарот на црквата, меѓутоа ние сакавме, направивме напори, успешни напори да го зачуваме дзидното сликарство. Денес ќе видите една сторија за комплетно западот како се одбиваше, а исто така книгата за Долно Чарлија е во знак на благодарност кон црковниот одбор, кој што исто така собра сили со значителни средства, околу 20.000 евра, да се конзервира целосно дзидното сликарство, над 250 метри квадратни и иконите од иконостасот. Битолскиот завод за заштита на спомениците на културата и музеј секоја година по повод Меѓународниот ден на заштитата на културното наследство промовира проекти кои веќе ги има реализирано. Реставраторските зафати од последниот период се од огромно значење за македонската историја и култура. Тоа е исклучителен потват што го изминатите години остваруваше заводот во Битола, не само што влезе во сложени конзерваторски зафати, со изворедно сложени процеси, технолошки пред се, но и резултатите, што е особено важно, да се презентират и промовират на овој начин. Во две изворедни монографии, посветени на црквата во Егри и на црквата во Долно Чарлија. Овие два конзерваторски зафати што ги работеше Заводот и музејот Битола се одлика на спремноста на конзерваторската служба да навлезе во исклучително сложени процеси на конзервација на целосни објекти изложени на девастација.